Покрај сметките за струја, за вода, за бензин, па и за фиксна телефонија по патот кон Европската Унија, капиталистичкиот систем на граѓаните им ги натовари и тие за интернет, за кабелска телевизија, за мобилни телефони, за паркинг простор, за легализација и приватизација и уште што ли не. Ако некогаш просечниот граѓанин со трошоците во тековниот месец се бркаше 4-5 пати в джеп, сега тоа го прави најмалку двојно повеќе. Затоа многумина сметаат дека скапо ќе чини европеизацијата и современиот живот на живење во услови кога најголем процент од граѓаните остваруваат одвај по околу 200 евра месечно. Дека ситуацијата е алармантна зборува се поголемата кредитна задолженост на населението и тоа не само во традиционално штедливата и претпазлива Македонија, тука и во Србија, Бугарија, а за Грција и да не зборуваме. Граѓанскиот долг кон банките веќе се мери во милиони и милиарди денари. Во уште понеповолна позиција се граѓаните кои подигнале поголеми кредити, зашто оставиле хипотеки, па сега се соочуваат со опасноста да ги загубат заложените објекти, дуќани или семејни куќи и станови. Иако никој не води евиденција, меѓу граѓаните се вртат муабети дека само во кочање на продажба се над 300 семејни куќи и деловни објекти, како и плацеви, ниви, овоштарници. Тоа што некогаш беше светост и никако не се продаваше, сега оди глатко и далеку под реалните цени. Причините најчесто се заради раздолжување, плаќање на школарини на студенти, други непланирани издаоци од семејниот буџет. Во таква ситуација, ако само по себе се наметнува прашањето како да се состави крај со крај, тогаш одговорот е со откажување од многу основни потреби. Практично штедење во сите сегменти на секојдневното живење, почнувајќи од храната, облеката, одморот и рекреацијата, културното надоградување и слично.